Здравковска, како студентски пленум го организиравте првиот референдум во историјата на најстариот универзитет Свети Кирил и Методи, иако знаеме дека беше неформален и необврзувачки, сепак голем број на студенти излегла. Колкава е бројката и како студентите се изјаснија за статусот на студентскиот парламент како представник на самите студенти? Точно, вчера се организираше првиот студентски референдум од страна на студентскиот пленум. Како што најавивме уште на првиот прес, значи овој референдум беше од необврзувачки карактер и неформален. Имаше изборни комисии на 21 факултет, немаше изборни комисии на факултетот за ветеринарна медицина, факултетот за физичко образование, спорт и здравје, затоа што немаше пријавено волонтери на отворениот повик од страна на пленумот. На другите факултети севкупно излегоа 2767 студенти, од кои не за СПУКАМ да престане да биде невладена организација и да биде тело при УКИМ, гласаа 2615 студенти, а да за СПУКАМ да продолжи да биде невладена организација, гласаат 137 студенти. Имаше околу 15 неважечки ливчиња. Студентскиот пленум го прогласи овој референдум за успешен од причина што воведе еден час, им одржа еден час по демократија, им одржа еден час да видат како треба да изгледаат студентските избори. Кому одржа? На студентскиот парламент, особено што може да се направи една корелација како вчера изгледа изборите и референдумот целосно и како изгледа изборите на 30 јуни. На 30 јуни сите сме сведоци дека тоа заврши со единицата за брзо распоредување, а претходно имаше прилично се забележуваа членови од владачката политичка партија кои што беа пратени таму за да прават нереди, за на крај да интервенира единицата за брзо распоредување. И покрај тоа таму имаше многу нерегуларности, немање на печат, немање шифри на гласачки левчиња, облепени кутии од внатре, немање на паравани. Вчера ние покажавме како треба да изгледаат едни студентски избори. Сметате ли дека освен тоа што му одржавте час по демократија, како што велите на студентскиот парламент, одржавте всушност и на една цела Македонија? Се доживувате ли себе студентскиот пленум како организација која што сепак го даде правото лице на една демократија како треба да се спроведат избори? Да, од причина што, како што знаеме, сите знаат дека студентскиот пленум е движење кое е иницирано уште во 2014, сега сме крајот на 2016. И со оглед на тоа што имавме многу мали финансии, тоа што ние го направивме беше еден голем успех за нас, а особено што апатичноста кај самите студенти почна да се расцепкува и почна да студентите да не се плашат да излезат да гласаат. И сега некој би прашал што понатаму, бидејќи знаеме дека во комисијата на Сенатот кој што одлучува сепак за СПУКАМ е професор, мајка на адвокатот на самиот студентски пленум, самиот студентски парламент, како што вие рековте претходно. Мислите ли дека сега ќе најдете разбирање од нив? Да, точно во комисијата која што требаше да предложи нов модел на студентско организирање е Родна Живковска, професорката Родна Живковска, каде што нејзиниот син е адвокат на студентскиот парламент, го има во финансискиот извештај во 2014-2015. Да, беше контрадикторно како она е председател на комисијата, ние поднесовме барање да се изземе од таа комисија затоа што има судир на интереси, но нашето барање беше одбиено. Комисијата, бидејќи имаше два диаметрално спротивставени предлози, се договорија да ги предложат двата предлози на Сенатот на УКИМ, кој што ќе одлучува. Побарано и од новиот ректор Јанкуловски да има вонредна седница на која што комисијата ќе излезе и ќе ги одбрани двата модели, ќе ги презентира, да има една дискусија, за да после може сенаторите да гласаат. Останува на сенаторите и на нивната морална одговорност да гласаат за тоа што треба да гласаат, а тоа е вчерашниот став на студентите. Вчера студентите им порачаа на СПУКАМ дека они се крајот нивни. Така, каков е вашиот однос со дел од професорите кои што се во Сенатот, бидејќи знаеме дека
делумно има и професори кои што велат дека студентскиот пленум е само една организирана група од неколку студенти кои што се залагаат, да не речам, од политички интерес. Мислам дека вчера баш тоа го покажавме, затоа што имаше голема недоумица дали студентски пленум е 20 луѓе или 200 луѓе. Меѓутоа, после вчерашните излегувања на студентите и гласовите кои што се појавија, тоа е нешто што не треба да го игнорираат сенаторите, особено кога треба да донесат една многу важна одлука. И сметам дека дел од професорите веќе почнуваат навистина да разбираат што се случува со студентското организирање на УКИМ. И сметам дека ова ќе биде крајно време за оние да решат. Доколку Сенатот на УКИМ не го реши овој проблем, факултет по факултет ќе мора да донесат правилник за студентското организирање. Секој матичен факултет да се донесе за себе. Добро, за крај само, дали бевте контактирани од студентскиот парламент веднаш по вчерашниот референдум? Имаат ли тие некаква порака за вас или? Не, ние воопшто немаме контакт со нив, не ни треба да имаме, они се непостоечки за нас, нема зошто да контактираме со нив, особено после 30 јуни, тој датум не треба да се заборави. Така да не знаеме ни кој е ставот, но не е ни релевантен ни важен. Важен е ставот на студентите вчера што излегоа да гласаат.